дека Српската црква се сметаше како да има малку корекција во нејзиното однесување по однос на досегашните одлуки што беа и да се создаде така една можност за продолжување на евентуалните разговори, односно диалогот меѓу двете цркви, но со овој чекор што сега се прави, мислам дека се отежнува. Мислите со најавата за хиротонисување на двајцата? Да, за хиротонија на двајца архиереи, како што е соопштено од нивна страна. Мислам дека се отежнуваат разговорите, односно се отежнува диалогот меѓу двете цркви за изнаоѓање на решение на спорот. Пропаѓа ли обидот на руската дипломатија и руската црква да посредуваат? Не можам да тврдам дека пропаѓа обидот, но секако дека ова е на некој начин може да се смета и како удар и за руската православна црква, која беше најавено лично од неговата светост патриархот руски Алексиј II, дека руската црква има намера да посредува во изнаоѓање на решение на спорот меѓу двете цркви. Дали ова најава за хиротонисување значи дека во Македонија може да се случи да имаме две цркви? Целта е на архиереите на Српската црква токму тоа, а колку ќе биде реализирано, тоа е друго прашање, ќе покаже времето. Петар, благодарам што дозволите за оваа мала дигресија од главната тема на Зевра, а сега пред да почнеме со диалогот околу тоа дали е потребна верската поука или не во образовниот систем, да видиме на почетокот прилогот на Мухамед Зехири. Под образложение дека е во спротивност на член 19 од Уставот, според кој државата е одвоена од црквата, другите верски заедници и религиозни групи, Уставниот суд го укина решението на поранешниот министер за образование Ненад Новковски, со кое лани законски беше воведена веронауката како факултативен предмет во третото оделение. Со ваквата одлука на Уставниот суд не се согласуваат ниту Македонската православна црква, ниту Исламската заедница. Ќе бараме од владата да се донесе нов акт за воведување веронаука во училиштата, но овој пат тој акт да не може да биде укинат по било која основа, велат во Исламската заедница. И најголемата опозицијска партија во земјава, ВМРО ДПМН, реагираат на одлуката на Уставниот суд, додека во владеачката СДСМ сметаат дека одлуката на Уставниот суд е конечна. Одлуките на Уставниот суд не треба да бидат предмет на политичка арбитража, политички коментари или оценки. За жал тоа не е секогаш така. Таа за нас е конечна и финална и Социјалдемократскиот сојуз ќе обстои на праксата, на демократската пракса и на уставните одредби дека црквата е одвоена од државата. Духовното е одвоено од световното. Владата, парламентот или сите надлежни институции кои што се државни треба да овозможат широка рамка за функционирање на верските заедници. Според принципот на одвоеност на државата од црквата, ниту државата, ниту нејзините органи не смеат со своји акти да им наметнуваат на граѓаните верско действување во каква било форма. Со укинување на веронауката од страна на Уставниот суд директно се загрозува правото на вероисповед и отворено практицирање на сопствената религија, велат во ВМРО ДПМН. За жал тука се поаѓа од една претпоставка од старите времиња, тоа е дека верата во Бога, дека религијата е опиум за народот, а во исто време се затвораат очите пред вистинскиот опиум, пред вистинската дрога која што е на нашите улици, која што е многу поголем проблем за младите, а веронауката на некој начин им дава едни други погледи на светот, едни, како да кажам, работи кои што треба да бидат присутни во секојдневието. Че сметаме дека треба веронауката да биде во нашиот образовен систем и затоа ВМРО ДПМН ги поддржува залагањата на МПЦ и другите верски заедници и овие денови ние ќе доставиме и уште еднаш барање за измени во Законот за основно образование, каде што ќе се овозможи веронауката, односно вероучењето да биде присутна. Инаку веронауката не е новост во овој регион. Таа се практикува во Србија и Црна Гора, Грција, Бугарија, Романија, Унгарија и Полска, како задолжителен предмет, додека во Хрватска и Словенија како факултативна настава. Добро, Петар, дали мислите дека со одлуката на Уставниот суд се загрозени верските права и слободи во Македонија? Секако дека се загрозени верските права на
децата во Македонија, без оглед на која вероисповед тие припаѓаат. Ова, како што слушнавме и од прилогот што беше сега најавен, се констатира дека изгледа ние не сме само последните што креаме во станија и што се ослободуваме во ова наша земја македонска, туку сме и последните можеби што ќе воведеме верска поука, макар што сме били први, односно се знае дека Македонија е првата земја во Европа која станала христијанска. Свети апостол Павле, се сеќаваме добро кога читаме во Светото писмо во делата на светите апостоли, дека кога се спушти од Мизија во Троада му се јави еден човек, македонец, и му рече: премини кај нас во Македонија да ни помогнеш. И тој, Свети апостол Павле, кој секогаш ги планирал своите патувања, овој пат почувствувал дека него го повикува Господ да дојде во Македонија и да ги организира првите црковни општини, најнапред во Филипи, потоа во Солун, па во Верија и така натаму. Што значи првата земја во Европа која стана христијанска Македонија, за жал ќе биде последната што ќе прими верската поука. Господин Младеновски, дали сте на ова мислење дека правата и слободите, верските права и слободи се загрозили во Македонија со одлуката на Уставниот суд да ја укине подзаконскиот акт на Министерството за образование за верска поука во трето одделение, ако не се лажам, беше. Трето одделение. Во почетокот сакам да изразам благодарност за поканата да учествувам во оваа емисија и да можеме да ги споделиме различните гледања на едно вакво суштествено и базично прашање кога станува збор за едно демократско општество. Вашето прашање упати до нас дали укинувањето на оваа одредба со која што беше дозволено веронауката во трето одделение на основното образование, дека станува збор за загрозеност на човековите права, тогаш би морале, вака директно да кажам, дека во овој дел би морале да ги броиме и Соединените Американски држави, Франција, Словенија, Шведска, Норвешка и уште некои други земји, посебно овие ги потенцирам, како држави каде што се кршат елементарните човекови права во погледот на веронауката. Што сакам да кажам? Веќе 100 години, од 1905 година, Франција има закон за образование, според кој веронауката не е дозволена во јавните училишта. Франција има толку ригиден закон, според ставот на црковните свештени лица, дека дури и не дозволува веронаука во објекти или црковни објекти, доколку се косат со редовната настава на учениците. И има прецизно пропишано дека тоа е дозволено само во среда после часови, само еден ден во неделата. Во американското општество одат до тој степен да не само што е одвоеноста на државата стрикна и неприкосновена, но еден друг концепт поаѓаат американците, а тоа е дека идејата е не да се заштити државата од влијанието на црквата, туку црквата да се заштити од влијанието на државата. Ако според бидејќи двата тврдите дека вие велите дека сме ние последни кои немаме веронаука, вие велите дека има многу други држави во кои веронауката исто така не е дозволена во образовниот систем. Она што дека се многу, јас мислам дека многу малку се тие каде што не е застапена веронауката, но секако дека во тие земји има други начини и патишта како да стигнат тие до изучувањето на сопствената вера и така натаму. Еве во Австралија не само да е дозволена во училиштата верската поука, туку инсистираат и Министерството за образование и наука и директорите по училиштата задолжително да испраќаме ние вероучители во училиштата каде што вие како црква сте тие кои испраќате и кои сте задолжени да ја опремите или да осмислите содржината и формата на наставата. Самата држава бара за оние деца кои припаѓаат на православната црква, ако таму има своји представници црквата, да извршуваат верска поука. Еве некаде во Сиднеј, например, околу 500 деца македончиња посетува верска поука.
На овој став одговорот е многу одамна поставен, така да кажам, даден. Тоа е прашањето за одвоеноста на црквата од државата. Внимавајте, не велам одвоеност на државата од црквата. Во европската традиција, каде што најголемиот дел, да не речем сите држави, се христијански, а потоа од 1529 година со реформацијата, едни стануваат римокатолички, други стануваат протестантски, а со претходната подоба имаме и православни или правоверни ортодоксни. Доаѓаме до сознанието дека државата е црква или црквата е држава. Основната идеолошка матрица во државата е христијанството. Папата е неприкосновен суверен во целата територија на Европа, по принципот на тоа. Затоа и настанува спорот со создавањето на Англиканската црква во Велика Британија, каде што Хенри VIII од чисто лични причини, заради развод, затоа што не му беше дозволен од папата, воведе Англиканска црква. Решите да што зборуваме. Дали вие задирате во концептот на државата, секуларниот концепт на државата, или сметате дека верската поука треба да биде вклучена во постоечките рамки, уставни рамки? Да се искажам, само ако дозволите, да ја завршам мислата заради ова што го кажувам. Тоа значи дека овие држави, уште по времето на Франција, слободата што ја барат, оние барат слободата од верската догма. Значи, слободата, почитувањето на човековите права. Затоа е Франција и Америка многу битна во тој поглед. Тоа се државите промотори за заштита на човековите права и слободи. Невозможно е нив да ги обвините дека се држави во кои што не се почитуваат слободите права. Тоа значи дека Република Македонија само го почитува начелото на одвоеност на државата од црквата, бидејќи кај нас е малку поинако искуството од историјата на Македонската православна црква и од постоењето на современата македонска држава. Значи, имаме прво современа македонска држава, па после имаме возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква 67 година, што значи постоење на традиција на верско образование или конфесионално образование во историјата на македонскиот народ од Македонската православна црква нема. Тоа значи концептот на секуларна држава или неконфесионално образование ние како традиција во нашето општество го немаме. Она што се заговара сега е всушност нарушување токму на тој принцип. А никој не го спори. Основниот клучниот елемент. Мора да промена и промена на законот за основно образование, не промена на уставот. Не. Значи не задира во концептот на секуларност на државата. Не, поентата е дека на црквата или на верските заедници и религиозни групи со закон или со устав им е дозволено да имаат верска настава или верско образование во објекти пропишани со закон, за кој што не е спорно. Значи, нив им е ускратено, уставно кажано, правото во јавните училишта, кои се задолжителни за секого, за секој граѓанин, во задолжителното основно образование. Тоа се норми кои што не се произлезени од македонската држава, туку усвоени на почетокот на 20 век. Дали го прифаќате? Не, тоа не го прифаќаме. Прво, ако одиме така, тоа што ќе се вратиме малку поназад. Ја го спомна свети апостол Павле, сега ќе ги спомна свети браќа Кирил и Методи и свети Климента. Ако свети Кирил и Методи го проповеда Евангелието и сета нивна заложба беше тоа да се преточи во живот. А и свети Климент истото тоа го направи, ние сега одиме против нивното дело. И тогаш да не се вика барем универзитетите свети Кирил и Методи, свети Климент, да ги крстиме Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Ленин и така натаму, бидејќи тие беа атеисти. Ние одиме во една сосем наспротивна насока по однос на она што нас не одржало како народ, зборувам конкретно македонците, а секако дека не сме воопшто против да се одржува верската поука и за другите, и за муслиманите, и за другите верски заедници така натаму. Што сакам да нагласам? Во оваа ситуација во која што се наоѓаме ние сме најнеоправдани православните. Зашто? Ќе се вратиме назад. Во времето на комунизмот и атеизмот. Само да не избегаме од темата, нема да избегаме токму тука. Ме интересира само зошто е за вас битно да верската поука биде во основните а не како што предлага како што и како што во некои други земји решено да биде самата црква тоа да го организира. Затоа што во времето кога владееше комунизмот и атеизмот во нашава држава, исламската верска заедница децата ги носеше во џамијата пред да одидат на училиште. И во тоа време имаше 8.500 муслимани
претежно албанчиња, кои се воспитуваа во џамиите и откако ќе го одржаа часот по веронаука во џамијата, одеа на училиште. Замислете во тоа време, додека ние бевме примерот на оние како не треба да се изучува верската поука, и кажете ми еден пример на едно дете во тој период што ќе му дозволеа родителите или власта што ќе го тоа на некој начин дозволеше да се организира верска поука по црквите и на било кои места каде што било тогаш дозволено, односно во црковните Која објекти. форма на верска поука предлагате ви конкретно? Може ли тоа да ни го Првично треба да се оди на верска поука факултативно, но веднаш потоа, како што и во Романија се случи, доколку се покаже интерес и добра волја и согласност на децата и на родителите, да се оди и на редовен во образовниот систем како редовна настава, верската поука. Зашто во овој случај, еве пак ќе нагласиме, ние сме најнеоправдани православните. Рековме, има кај муслиманите патриархален начин на живење. Што значи тоа? Тоа значи дека тие ќе послушаат што ќе им рече нивниот дедо, нивниот татко, што ќе рече оджат. Кај нас цело време бевме на изигрување ние свештениците во комунистичкиот период. Посвещениците се викаше и породиците баксузи, тоа уште не е искоренето. Односот кон црквата, кон православниот свештеник беше на најниско ниво. И сега во еден период, кога веќе добиваме некаква слобода и демократија во општество, да биде isfрлена верската поука од училиштата, тоа е најголема опасност за нас православните, зашто ќе речам. И тоа не може да се реши според вас промена на законот на основно за основно образование. Ќе речем исто така и за протестантските секти. Тие секој ден чукаат на нашите врати и возрастните ги врбуваат. Но добро, тоа е друга тема. Не, ама сакам да кажам, бидејќи во однос на овој тие се во иста ситуација, бидејќи тие сакаат исто така верска поука, но секако. Ама не, целта ми беше да кажам дека првенствено сме ние најзагрозени православни. Дали се работувате со нив на тоа заеднички настапите пред државата во Секако. И мислам дека нема ни една верска организација, верска институција која овдека во Македонија не би се согласила, доколку ги исполнува условите нормално, да има верска поука во училиштата. Особено мислам дека исламската верска заедница ќе не поддржи во барањето да се воведе верската поука во училиштата. Може да... Господин Левски, што е проблемот ако се бара промена законот за основно образование и воведување на факултативна на нови вредности, нели религиозни, односно верската поука, тоа не задира во промена на концептот на секуларниот. Се согласувам со вас дека не задира, само ќе ми дозволите блиц коментари на неколку ставови што беа изречени. Значи, како прво да резюмираме, Република Македонија не е една или последна држава во која што се кршат верските права и слободи и дека не се почитуваат човековите права и слободи. Значи, таа теза отпаѓа. Одеднашка таа теза беше заменета не за загрозеност на човековите права, туку за загрозеност на православните. Прашањето од кого и дали се предизумирање биолошко, дали се тоа се политички реченици, дали се тоа рековме дека е друга тема. Само збориме за загрозеност. Од кого државата како институт неприкосновен суверенитет кој го добива правото од граѓаните, ги штити преку уставот правата на сите подеднакво. Значи овдека недефинирањето прецизно за загрозеноста на православните испаѓа дека државата протежира друга верска заедница или друга религија, а две се религии, друга верска заедница, протежира личности кои што не припаѓаат на ниедна и ги става нив во подредена положба, системски, според законите и уставот. Тоа не може да се докаже, значи останува да се докажува политички. Затоа што таа загрозеност, бидејќи кога не се докаже дека е загрозеност за непочитување на човековите права, сега е загрозеност на православните. Така да тоа мислам дека само по себе е јасно. Понатаму. Државата промовира принцип на неутралност. Принцип на неутралност многу прецизен во однос на сите верски заедници и религиозни групи кои припаѓаат и на сите припадници кои не припаѓаат на ниедна. Понатаму, има прецизен домен во кој што таа ги регулира прашањата што таа ги пропишала и го префрла доменот на верската заедница или црквата да го регулира своето прашање на начин како што треба. Ако го земеме, велам, американскиот принцип
применет во македонски ситуација. Секоја верска заедница би требало да биде среќна, затоа што ако се фрла дрвја и камења на претходното историско искуство на македонскиот народ со претходната држава, дека комунизмот бил главниот ѓавол сега, испаѓа дека тие луѓе што ќе им е државата како така. Да ми одговорите на моето прашање. Дали промената на законот за основно образование и воведување на факултативна верска поука значи промена на концептот на секуларниот принцип? Значи, да, тоа е апсолутно. Апсолутно секи доаѓа. Значи дека закон ако се дојде до промена на закон за основно образование со воведува факултативна настава, тоа ќе значи дека ќе дозволете. Има потреба од тоа е спротивно на амандманот 7 од измените на Уставот на Република Македонија, каде што прецизно стои дека верските заедници и религиозните групи се одвоени од државата. Тоа е коментарот што го даде и Уставниот суд. Пазете, ја не сакам да не влегам. Кога говориме одвоени од државата, имаше една непрецизност во прилогот. Словенија не е држава во која што е воведена верска настава. Пазите, правите разлика во термините. Конфесионално образование е верско образование. Верска настава е настава одредена, дефинирана со одреден предмет. Верска поука или верски предмет, задолжителен или факултетен. Тоа се многу прецизни изрази кои што современото европско законодавство внимателно ги следи. Ние употребуваме зборови и кога велиме верско образование. Во Република Македонија, ако се воведе верско образование, тоа значи дека ние, според онаа терминологија што јас ја користам, од трите процеси на напуштањето на секуларниот модел, имате прво ревитализација на религијата, декосекуларизација и контрасекуларизација. Тоа значи целокупната изведба на едно демократско, граѓанско општество да биде изведена врз принципите на една религија. Тоа значи, прочитете ги сите информации. Ако го дадете тоа право, на некоја не би ги именувал сега овдека дали е исламска верска заедница или баптистичка или било која верска заедница. Имаме 25 апсолутно верски групи да го дадете право да го регулира, да го регулира верското образование. Дозволете, мислите дека на сите подеднакви бидејќи се 25 религиозни групи, верски заедници. Има сигурно некои критериуми има доколку ученици најверојатно во училиштето има најверојатно дека не може за 1 или за 5 мина ученици да се одржува верска поука. Во секој случај тука има некој принцип и критериум како и на колку ученици ќе се дозволи или тие пак ќе се групираат со повеќе други ученици, но воопшто не сме против за сите кои имаат услови и за кои е предвиден критериумот за да се изведува верска поука да им се даде. Петар, имате ли коментар на секако дека имам. Прво, ова што сакаше господинот да каже, споредувајќи го папата и англиканската црква, мораме навлегуваме во теолошки проблеми. Не таму бидејќи треба веројатно многу повеќе време. Во смисла дека православната црква треба да знаете дека го нема влијанието и го нема никогаш тоа влијание што го има римокатоличката црква, која секако дека е и црква, но и држава. Не помалку и англиканската црква го имало влијанието, па и затоа најверојатно барано да биде иземена црквата римокатоличка или црквата англиканска од училиштата, за да не биде таја она што ќе врши влијание врз општеството и врз образованието и врз државата и така натаму. А за Франција што ја спомнавте, многу јасно е. Од кај почна француската револуција и што беше? Практично тоа беше атеизмот. Француската револуција го промовира атеизмот. Дали може сега да одговорам на последното прашање кое што беше довршам, проштевајте. И сега ние се фаќаме токму во ова наша дискусија и така натаму за работи кои се мощно добро познати, дека практично тие држави што бараат секуларен начин на живење и работење во општеството, дека таму веќе се јавуваат и известни сериозни проблеми. Но кај нас, во нашава средина, во време кога ние бараме тука едно заедничко живење, каде што сме собрани од сите, да речеме, вероисповеди овдека, кај нас во Македонија, има поголем број на вероисповеди. Во Македонија се разбира најдоминантно е православието, кое е некаде околу 60% или повеќе нешто 60% и така натаму, но тоа не значи дека другите треба да бидат неправдани и така натаму. Но зборот ми е дека во секој случај ние треба да се поставиме во ситуација дека што
ќе имаме полза од верската поука во училиштата, а која ќе биде штетата. Јас ви кажувам и слободно можам да изјавам дека доколку има верска поука во училиштата, нема да ни се случува нешто денеска нам ни се случува. Голем број на дрогата, како што беше речено и во коментарот. Ние станавме веќе овдека зависници, според некоја проценка, може би до 40-50 илјади зависници на дрога има кај нас во Македонија, реално посматрано. Исто така се јавува веќе, се поставува прашањето за абортусот. Некаде од 20 до 30 илјади абортуси има во православниот свет, затоа што рековме дека кај нас веќе патриархалниот начин на живење е напуштен во однос на исламскиот свет, каде што муслиманите држат многу до тоа, до почитувањето на Божјата заповед, јајте си на запески, наполнете земјата, и на тој начин нам ни престои изумирање, јас затоа реков, да не бидам погрешно разбран, изумирање и биолошко на македонците во оваа земја, но тоа ќе биде подкрепено прво со верското изумирање, со духовното изумирање. Но ние ќе станеме само како сведоци и да ги имаме спомениците на црквите и манастирите кои биле градени некаде од средниот век и наваму, да не зборуваме за оние од ранокристијанскиот и така натаму, само заради тоа што некој сака овде во оваа наша земја и се држиме се уште на оние закони што беа отпорано применувани од времето на комунизмот и атеизмот и така натаму, да не го напуштиме тој концепт. Мораме да го напуштиме тој концепт. Рековме дека ако денеска во Романија за секуларниот зборувате или не? За тоа. За секуларниот исто, но исто е ако во Романија стана. Бидете, ќе имам сте го спорите секуларниот концепт на државата или не? Со иницијативата за воведување на верување. Видите, секуларниот во смисла да не се меша. Дали да речеме да верската поука факултативно биде организирана од Министерството на образование и да не ја држат лица кои не се свештени? Да не се бидат свештени лица. Не свештени лица, не зборуваме ние за свештени лица. И црквата нема намера да се меша во правењето на содржината, наставната програма и така натаму. Видите, наставната програма ќе си ја направат вероучителите. А ние, гледате сега во каков абсурд запаѓаме. По Втората светска војна во Македонија имаше верска поука до 50-тите години. И се сеќаваме на учителите како академикот Петар Илиевски, доктор Петар Илиевски, како Борис Бошковски, и така натаму. Да завршам само, ако сакате со. И исто така, ако ние во тоа време немавме во 10 гимназии во Македонија 6 беа директори теолози. Ако тие луѓе не беа тогаш во тоа, ние денеска мислам дека можеби половина ќе се допретопевме и како народ и како нација, се разбира дека и ќе се напуштеше овој наш начин на живење како православни овдека. И сега, кога зборуваме за секуларниот начин на државата, ние не сме против да постои секуларна држава во смисла немешање на црквата во државата, но не и да и се оспоруваат правата и можностите на црквата и на верските заедници во училиштата да можат да изведуваат верската поука. Зошто? Затоа што токму таму каде што кога се формира личност, ако не му дадете можност да самиот размислува, зашто ќе има од другите предмети секако дека испротивни учења и така натаму, детето не можете да го ангажирате вие надвор од наставата, зашто се премногу оптоварени децата за време на наставата и после тоа сакаат да бидат слободни и децата сакаат да бидат и родителите. И тогаш се бега од можноста децата да можат било како да се наобразуваат верски. Зборувам конкретно во нашиот случај, но нема да биде помалку и за другите. Пред да продолжиме, режија, ве молам, блокот, првиот блок реклами и да ги видиме изјавите потоа на Зоран Бојаровски, заменик на главниот одговорен уредник на магазинот Форум, и на Сашо Клековски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка, и потоа ќе продолжиме со диалогот. Македонскиот центар за меѓународна соработка од последните 2 години, од оваа година посебно интензивно работи на програмата Поврзување на религиите во Македонија, која покрај тоа што има за цел да ги повезе религиите кои постојат во Македонија, има за цел и да истите ги презентира пред јавноста.
А ова поаѓа од нашето сознание дека толкувањето на раздвоеноста на државата од црквата кај нас е доведено до еден апсурд на исклучување на црквата не од државата, туку од општеството. Значи, црквата и верските заедници се доведени на маргини и ние сметаме дека тоа е ситуација која не е ред, бидејќи црквата и верските заедници и религијата е составен дел од нашиот живот. Тоа е присутно во нашиот секојдневен живот. Тогаш мораме да најдеме начин како децата, учениците ќе се запознаат со тоа што значително влијае на нашите животи. И нашиот став е дека одредено учење и изучување на религиите е потребно во образовниот систем. И како наше размислување можеме да кажеме дека може би било добро да за почеток запознавањето со и учењето на религиите се воведе како задолжителен дел на наставните планови и програми од предметите кои се поврзани со запознавање на општеството, социологија или филозофија. И тоа е задолжително изучување на големите религии кои влијат на, условно да кажем, на живењето не само во Македонија, туку и во светот. Во однос на конкретната верска поука, ако учениците се оспособат да ги запознат и другите, мислам дека ќе биде во ред да на факултативна основа постои можност за изучување на собствената религија. Значи, да има можност за изучување на сите религии и на собствената религија. И во тој дел, веројатно, треба да се барат решенија што условно кај државата, дали тоа ќе се користи за вакви или онакви цели. Мислам дека Уставот не е ограничување за дел од овие решенија, бидејќи збори за исклучување на црквата од државата, меѓутоа запознавањето со филозофијата која стои позади религиите може да биде третирано како запознавање со другите филозофии кои влијаат на нашите животи. Веднаш да кажем дека во принцип сум за воведување на веронауката во основното образование, може би во средното образование, во тоа не би навлегувал во кои степени на образованието. Особено зошто? Особено заради тоа што сме долго време во овој транзиционен период и особено заради тоа што сме во таков период, сите вредностни системи падна и едноставно единствено што останува се мерилата што ги нуди верата, религијата, вероисповеста на поединците, на сите конфесионални групи во нашата држава, што ги нудат како вистински вредности, како вредности кои ги заменуваат овие што отпаднат. Не се согласувам со одлуката, ќе бидам конкретен, со одлуката на Уставниот суд на Република Македонија, со последната одлука што е донесена, затоа што во нашето соседство имаме примери каде што врз основа на принципите и истите уставни принципи, напротив се донесени одлуки кои го афирмираат веронауката како предмет или како факултативно образование, предмет во образованието. На членка на Европската унија, Грција го има воведено тоа и го практикува веќе со години и ниту пак има намера да се откаже од тоа. Сите конфесии што постојат во Македонија, во принцип, во основа го имаат љубовта, разбирањето и еднаквоста меѓу луѓето. Тоа се принципите кои ни се потребни нам сега и кои треба да се прокламираат за да излеземе од оваа ситуација во која се наоѓаме, која ја кажав на почетокот, и да го воспоставиме повторно вредносниот систем како што треба да бидеме една современа држава, иако, нели, сега јас малце може би звучи контрадикторно, посегнувам по системи кои постојат во религиите, но тие се тие сега што ги имаме. Она што сакам да го кажам е дека проектот кој започна кај нас за воведување на веронауката не беше подготвен како што треба и заради тоа даде такви резултати какви што даде. Значи, прво треба да се тргнат луѓето што се обидоа да го воведат предметот веронаука во училиштата, бидејќи не го подготвија како што треба. Јас сум склон да кажам дека го направија тоа и заради тоа да не биде успешен тој проект. Значи, треба да дојдат вистинските луѓе и од страна на државата и од страна на верските заедници во Република Македонија, заеднички да го подготват проектот, да ја подготват стратегијата, да ја подготват програмата за тоа и тоа да стартува како што треба и да се воведе во училиштата.
Додо Петар, дали вашето размислување за воведување на верска поука во образованието е во овие насоки? Во контекст на овие размислувања кои имавме може да ги слушаме? Да, мислам, првиот коментатор што кажа, тука мислам дека не може да се прифати тој концепт од сосема едноставни причини што како некое споредбено изучување на сите религии, не може тука да се добие она вистинското за било која од тие религии, зашто тоа се научни или повеќе би рекле како филозофски системи за религиите и така натаму. Тоа може секој да го прочита секаде. Станува збор за по-конкретно и по-едноставно предавање на верската поука. Понатаму, од она што е многу битно да се каже, мислам дека треба тоа да го посочиме. Точно е дека паднаа вредностите во нашата земја, во нашата држава и не останува друго ништо, освен кај децата да се поттикне чувството за верата во Бога како врховен авторитет и токму преку тој врховен авторитет, преку Бога кој се гледа, кој се знае, кој се може. Целта е да се децата да станат верници или децата да се запознаат со општите вредности, речеме, на Библијата, врз која е втеменена и современата цивилизација, речеме, кои се повеќе имаат етички или карактер. Ете, скоро имало еден семинар во Австрија, каде што предавал на тој семинар за Бога во Стариот и Новиот Завет митрополитот Амфилохije на Српската црква на вероучителите од архиерейското наместништво за Австрија. Таму бил присутен министер, односно представник на Министерството за образование и наука, господинот Јиза, и тој и еден директор на едно средно училиште и еве меѓу другото што рекол господинот Јиза. Тој рекол, министерот за образование и наука на Австрија, рекол, веронауката не е привилегија на црквата. Тоа е право на секој ученик да може да се изучува и запознае својата вера. Ако во една Австрија, која знаеме дека е напредна земја и така натаму, така нашол за потребно да каже нејзиниот министер за образование и наука, не ми одговарате на прашањето. Целта е на верската поука да регрутирате верници или да ги запознаете тие ученици со базичните вредности, етички вредности? Да ги запознаеме, но да ги запознаеме ние изворно. Не да ги запознаеме ние, ни туку така нешто површно, па да не знае што е ни вода ни киселина да биде тоа. Мислам дека треба сепак луѓе кои се оспособени да ги изведуваат тие часови, не да се свештени лица. Зборуваме за цивилни лица, за лаици, но не да бидат тие луѓе еден професор кој воопшто не студирал теологија, што не учел што е тоа православие, што не знае и тој да изведува тоа, значи тој погрешно да ги научи децата. Што значи сега дозволите сега на мене. Јас бев доволно бидете кратки бидејќи прво коментиравте за времето, времето е вака се. Вие користите се. Само на кратко еве ќе ги резимирам некои поточки. Ние се соочивме во Република Македонија, значи сега ќе одиме конкретно дека финишираме емисија односно разговорот. Ние во Република Македонија се соочивме со измената на тогашниот закон за основно образование од страна на министерот без малку на препад. Начинот на кој што тоа беше направено беше со амандман на седница на собрание. Нешто што е недозволиво во демократска држава, парламентарно мнозинство, такво нешто да направи. Вакво базично прашање да направи, тоа е нонсенс. Втора работа. Уставниот суд, почитувајќи целокупната процедура, ја донесе и изведе правно чисто постапката. Значи тоа мора да се има предвид дека е тоа демократијата. Вредноста е човекот и оние вредности што него го красат. Кога станува збор за измените во Уставот, ние она што не го видовме, значи Република Македонија, граѓаните на Република Македонија, независно од која верска заедница припаѓаат или на која политичка партија припаѓаат, пишан документ. Пазете, пишан документ значи министерот за образование, православната црква, некоја политичка партија, кој да излезат со пишан документ. Па сите ви овие прашања што ги поставувате сега и добивате полуодговори или одговори во кои што не верувам дека и на македонската јавност за што станува збор. Еве, јас ќе се обидам да го толкувам тоа, не во случајот господинот Петар, туку она што го следам 20 на години. Тоа значи вака. Пред малку кажа, процесот на ревитализација на религијата во 80-тите години во југоисточните Европи почна од Полска. Значењето на религијата го доби на тоа ниво.
тој продолжи со контрасекуларизација, со десекуларизација, во кој што државите на кои што сега се повикуваме, а кои што за брзо време ќе го смена тоа. Значи, овие држави од Западна Европа, тие никогаш не го вовеле верското образование или конфесионално, тоа постоело. Тие го исфрлат. Значи, различен е процесот. Земјите од Југоисточна Европа го воведуваат прво како факултативно, а веќе во Романија е задолжително. Тоа што не можеме да го слушнеме како јасен став е дека всушност се оди кон процесот на контрасекуларизација, тоа што и предмалку го кажав. Прво ќе биде забрана за абортус, па ќе биде забрана за црковен, за граѓански брак, па ќе биде веронаука и така натаму. Може ли таква тенденција? Само момент, дозволете. Тоа е тенденција во Романија, тоа е тенденција во Бугарија, тоа е тенденција во Хрватска, тоа е тенденција во Полска. Јас ви кажувам тоа што е фактичка состојба. Во сите овие држави, прво беше факултативно, по еден предмет, сега е задолжително. Оние држави на кои што треба да се угледаме, во случајот Франција и Америка, кои што имаат стабилни демократи, и тоа е факт кој што ниедна црква не може да го оспори, не дозволуваат ризици во оваа сфера. Дозволете, Република Македонија со едно мало парламентарно мнозинство безмалку направи упад во демократските права на луѓето. Еве ви пример. Дали ви е јасно и како медиуми, и како луѓе повикани во оваа сфера јавно да дебатираме, со првиот чин кога влегоа свештените лица во задолжителното основно образование, училиште и простор кој што е неприкосновено право на граѓанинот кој што по закон мора да го однесе детето во тоа училиште, да пазите, ако него син ми не го однесам во училиште од основно образование, државата ќе ме казни. Дозволено е влез на свештени лица од друга верска заедница, од она која што јас си припаѓам или на она која што јас не припаѓам. Тоа за дете од прво деление, а тоа се случи во Република Македонија, е нонсенс. Поголемо кршење на човековите права, од тоа нема. Затоа е државата тука гарант на човековите права, во која што незината позиција е неутрална. Дали тоа што се случи како обид за верска полука, воведување на овој начин за кој зборува Младеновски, е тоа што го барате повторно да имаме. Видите, јас... И дали ги имаат овие амбиции за кои зборува Младеновски? Младеновски? Мислам дека овека се оди по секоја цена да се каже дека се запазуваат тука некои демократски права и тоа е принципот кој треба да се запази во основните училишта така натаму. Јас напротив мислам дека не е тоа точно, дека се запазуваат, еве ние видовме и со нашата земја што се случуваше, па тие демократски земји за кои ги споменуваат и Америка и Англија и другите, каков однос има код нас и во врска со исходот на опстојот на нашата држава. И сега да кажете дека во Македонија не се почитуваат верските права и слободи? Не, сакам да кажам дека секој гледа интерес во нештото, а државите што ги споменувате, тие си гледат прво интерес нивни. Настрана она правото за изучување на верската поука во училиштата, но еве да погледнете и да видите дека мнозинскиот свет верската поука ја има во државите, да, исламските држави. Не само исламските, и сите и православните. Ама е конкретна ситуација. Сега конкретно не само исламските, еве ги посочивме. Во Германија има верска поука. Во Шведска има верска поука. Во Австрија има верска поука. Во Данска има верска поука. Има во голем број. Во Италија има верска поука. Во Португалија има верска поука. Во Шпанија има верска поука. Сега зависи некаде факултативно, а некаде е воведена. Јас се обидам да разговарам со принципи. Вие се обидете да набројувате држави. Барем набројувате ги точно. Еве за Шведска што вели. Во Шведска постои неконфесионален предмет кој не е поврзан со ниту една црква и е заснован како објективен и неутрален предмет по религии со посебен акцент на нивната етика. Многу свесно ја водам дебатата на овој начин. Зашто видите, морате како црква да го коригирате вашиот став во поглед дека Македонија е демократска држава. Прво тоа. Второ, кога станува збор за Германија, Германија е неконфесионална. Германија како држава, бидејќи води 30 годишна војна со протестантите и католиците од 1529 година, решава дека треба да биде неутрална, значи неконфесионална во поглед на државата, као што е во Англија државна религија. Али таму па има и друг проблем. Проблемот со Германија е тоа што државата не сме 200-300 години стекнато искуство на мир да го наруши и да рече она е за едната или за другата верска заедница. Во поглед со Англија, таму имате Британија постои неконфесионална настава по религија во која што е заснована така што може да ја предават наставници независно од нивните сопствени убедувања, како и да ја следат ученици кои веруваат и оние кои не веруваат во неа.
Ова што Борјан го поставува цело време. Ние си велиме примери. Вчера слушам на телевизија дека Република Македонија е последниот бастион од комунизмот останата, нема верска поука или настава во ова. Тоа не е точно. Прво, не е точно. Прво не е точно. Верска е точно. Прво не е точно. Прво не е точно, еве ги фактите се тие. Отворете ги сајтовите на француското министерство за образование, отворете ги сите тие сајтови во Шведска. Се обидам да ви ги кажам фактите. На тој начин на кој што се води дебата со етикети, па во кој што прво велите комунизмот и атеизмот, за да на крајот да дојдете до француската буржуарска револуција да речете дека атеизмот е во Франција. Значи тоа комунистите и не постоева. Дали ме разбирате? Со етикети не се води стручна дебата. Јас она што се обидам да го кажам цело време сега зошто сум против воведувањето на веронауката во јавните или во државните училишта, во основно образование, а не како принцип во црковните објекти. Следна причина. Може ли зошто? Црковните проблеми стануваат општествени или државни. Проблемите вие што си ги имате на релација с меѓуверските заедници, во кои што имате апсолутни вистини и догми, вие ги прогласувате за државни. Тоа е една држава која се декларира како демократска и неутрална во поглед на прашањето на верата, чија вистина е поголема. Пазите овде дека јас не сум припадник на исламската вероисповест, но мислите дека некој би го протолкувал тоа како толеранција, таквото говорење за исламските верници? Не. Барањето на принципот, демек ние дозволуваме на сите да влезат во јавното, државно, основно образование, е декларативен принцип. Тоа е прашањето. Кој го регулира после прашањето? Министерството за образование ќе го донесе законот за веронаука, Македонската православна црква. Тоа се премногу сериозни прашања за да може да се дозволи, на препад со 61 или 41 парламентарец присутни на седница да се изврши измена на законот за основно образование или да се изврши измена на устав. Под претпоставка Република Македонија да заплисне во тие води. Што моја проценка, доколку останеше претходното парламентарно мнозинство или слично парламентарно мнозинство се формира во идниот период, тоа не значи дека изборот на Република Македонија за воведување на веронаука или за укинување на правото на абортус или за укинување на правото на граѓански брак е вредност. Добро, зборувате вие за изучување на догми. Каква е можноста, само да прашам, дозволете. Каква е можноста на учениците да се запознаат во текот на своето образование со основните вредности кои имаат религиите? Ако добро забележите, кои можеле во едно вакво општество кое е препознатливо по различности да бидат известна кохезивна сила? Така, моите ставови се чисти ставови. Со нив можете да спорите, да се согласите или не. Бидејќи мојот концепт за образование не прави отстапка, не е тоа тврд став, не прави отстапка во делот на она што е автономија на црквата или не прави отстапка во она што е домен на државата. Значи тој концепт е чист. Тоа што си е црковно, е црковно. Проблемот на изучувањето на религиите, ако внимателно ја следите македонската јавност, ако внимателно ја следите стручната јавност, која што се обидува барем да се слуша нејзиниот глас, ние говориме овде за прашања кои што се наука за религиите. Пазите, наука за религиите, кој ќе кажете, таа е втемелена на одредени научни постулати. Не ја нема во образование. Само дозволете. Тука може да влезат социологијата на религија, психологијата на религија, културата на религија, музиката од религијата, литературата. Пристапот, затоа господинот што го посочите од невладината организација говори, ние се обидовме да ги зближиме религиите. Во Република Македонија не постои мултирелигиско општество, туку две религии постојат. Значи има потреба од некаква промена во пристапот на тие вредности. Дозволете Македонски. Индуизмот и будуизмот се релевантни. Постојат повеќе од 40 вероисповеди кои се регистрирани. Верски заедници. Христијанското учење е една религија. Не е една религија, тоа се повеќе верски. Вие ги прифаќате тие. Фала Богу, тоа се погрешно. Дали верската поука може да биде кохезивен елемент во секој случај. Општество? Да само го мислам на овој начин. Секоја религија го има интегрирачкиот фактор. Тоа не е спорно. Прашањето е во доменот на своите припадници. Она што го заговарат верските заедници на прашањето на екуменизмот и толеранцијата е прашање кое што е на маргините на религиите. Дали дополнително ќе не раздели различните групи верски, етнички, конфесионални, дали ќе ги одвои дополнително или ќе ги зближи? Многу просто ќе ви кажам. Дете од 10 години е дете во пето деление, дете од 8 години е дете во трето или четврто деление. На дете од таа возраст вие да му дадете едно верско образование во кое што тој критички не промислува патот до дома и училиште, ме разбирате, преку улица трча. Пократко, имаме вие доаѓате до сознание да му создадете општа конфузија во неговиот скромен мисловен
И да направите отпор кон другата. Апсолутно. Сосема спротивна е. Јас ова го гарантирам дека во случаеви кога има верска поука за различни вероисповеди, дека тоа ги зближува и создава една кохезија меѓу нив. Зошто? Затоа што и едниот и другиот учат за Бога. И не може тука да има проблем. Тие можат во дискусиите да спорат колку е поисправно ова или тоа, но станува збор за Бога. Етичките принципи се во најголема мера заеднички. И кога и едниот и другиот учи за Бога и се образува, тогаш секако дека ќе има влијание и семејството, дека тоа ќе биде многу повеќе корисно за децата да имаат кохезија во училиштата, отколку кога ќе се исправи верската поука. Затоа што тогаш веќе одиме на фронтот дека ние во црквите ќе го учиме, а вие ќе го учите во џамиите, другите ќе го учат на другите места и тогаш она што за кое се зборуваше дека ќе биде исклучиво верска поука која ќе се поставува од позиција на црквата или исламската верска заедница или другаде така натаму, ќе доаѓа тогаш многу повеќе во судите. Јас ќе се обидам да го денеска разговарав телефонски со авторот, со Оливие Жиле, истражувач на Слободниот универзитет во Брисел, некој автор на книгата Балканот, религиите и национализмите. Би сакал накратко да чуеме што мисли тој за ова прашање како познавач на регионот и особено на религиите на Балканот. Comme en Macédoine et dans l'ensemble des Balkans, la religion est liée au phénomène identitaire. Во Македонија, како и на Балканот воопшто, религијата е поврзана со феноменот на идентитетот, етничката или национална припадност. Од тој аспект, ова прашање отвара проблем за можен конфликт не само на религиозен план, туку и конфликт од етничка природа. Значи јасно е дека внесувањето на веронауката во училиштата може да испровоцира нови тензии меѓу различните етнички и верски заедници во Македонија. Со оглед на чувствителноста на ситуацијата, по Охридскиот договор јасно дека тоа би ги зголемило тензиите. Ова прашање се отвара и пред концептот на македонска држава, односно дали се напушта принципот на секуларноста, што претпоставува одвоеност на религијата од школите и се влегува во една нова логика на една нова заедница, каде што религијата има свој простор во школите. Тоа е избор на македонците, но исто така и голема одговорност која се презема, бидејќи последиците би можеле да бидат опасни, особено ако тоа не се организира согласно етаблираните правила и уставната рамка. Некој на издавачите искрено ми препорачува оваа книга која е на француски јазик да ја приопштат на македонски, бидејќи тоа не би било лошо за да може многу постручно да разговараме понатаму на овие теми. Дезо Петар, дали согласувате со ваков став? Дека верската поука би можела дополнително да ги зголеми тензиите? Јас тврдо сум убеден во тоа дека ако во Македонија, зборувам конкретно за Македонија сега, ако во Македонија се воведе верската поука како во образовниот систем како факултативно или како редовна настава, дека многу повеќе ќе придонесе за зближување на децата во училиштата од различните верски. Дали имате против ако например на часовите по таа верска поука, меѓу другото, оние кои се православни имаат можност да се запознаат со некои темелни вредности на исламот или протестантската? Нема ништо против. Би требало да се запознаат, па ние ги учиме исто така и на богословските факултети, во богословиите, учењата и на исламот, учењето на другите верски заедници така натаму, и тоа дава уште поголема можност за една надградба и потоа секој да размисли и да оцени која верска заедница или религија би ја избрал самиот тој. Никој не врши притисок врз никого во врска со тоа конкретно да одиме, ако зборуваме за македонците исламизирани, кои во еден период под закана со меч што се вели над врато што им судеше, стана исламизирани македонци. Денеска нашата црква не презела баш никакви чекори да им го натури тоа и да ги врати по секоја цена во православието. Тоа е нивна слободна волја. Тие треба лично да се определат дали тие сакаат или не сакаат да бидат православни или сакаат да се останат муслимани, или некој од православните ако одлучил да премине во ислам или да премине во некоја секта, тоа е негово лично право. Имам уште малку време, само сакам да ги повикам гледачите доколку сакаат неколку нивни коментари на оваа тема. Побарете
на телефонот 311656. Неколку реченици поврзани со разговорот кој што очигледно, а сакал и не сакал, ќе мора да се води и почесто и со поголем број на соговорници. Еве што сакам да кажам. Воведувањето на веронауката во државното јавно основно училиште ќе значи дека таа настава ќе ја држат личности кои што ќе ги одредат верските заедници, бидејќи ако ги одредува државата, наставниците, наставните програми, тоа ќе значи мешање во автономијата на црквата. Тоа ниедна црква нема да си го дозволи. Понатаму, наставата бидејќи ќе ја вршат личности кои што ги испраќаат верските заедници, тоа значи дека ние можеме генерално да кажеме како возрастни луѓе сме оптоварени, значи тука се ставаме и сами од себе си, со одредени стереотипи. Ако во еден разговор што трае 60 на минути, едниот или другиот соговорник си упатат критики или епитети, па да не речем или етикети, дека комунистите се криви, атеистите се криви, албанците се криви, исламот е крив, ги имате сите елементи на недемократски пристап во делот на водењето на диалог. Тоа што сакам да кажам. Тоа значи кога ќе го доведете едно дете. Сизимо модерно скриваме гледач, поведете. Ало? На линија, поведете. Добро вечер. Добро вечер. На телефон Боган од Скопје. Поведете. Повака Како вашето размислување околу, мислите ли дека, сметате ли дека вашето дете би требало да има верска поука во образованието? Па искрено не би мислил дека е потребно. Зошто? Бидејќи, па прво, самиот систем на образование е толку напорен за децата, ово би било дополнително. Зборуваме за демократија и мислам дека би требало секој да се одлучи дали сака или не сака, не да се нешто натури. Сметате ли дека вашето дете има потреба да се запознае со некои битни вредности кои се проповедаат во различните религии? Па еве ние во стариот систем кој сме живели и работеле, многу мал се ме учеле. Ви фали ли тоа? Па ако сакам нешто да научам, верувате дека можам да седнам и да го научим и да сватам што ме интересира и што ми треба. Знам кои се празници, кои се слави, знам кој ќе ме покани и ќе појдам, ќе се распрашам што се слави на таа слава и многу лесно се доаѓа до податокот што сакате да го имате. Сега, едно дете што господинот вика од 8 години, да го сега наместо образуване со култура, со спорт, со други науки, информатика, не викам дека е за останување назад, меѓутоа, мислам дека е во моментов безпотребно. Искрено речено, ако има малку време, Не многу време, тоа за жал, не, еве, што туку од режијата ви велат дека треба побрзо. Благодарам. Имаме ли друг гледач? Поведете? Ало. Да, поведете, ве слушаме. Ало, добро вечер, да. Поведете, дали... Ало? Да, во програма сте, поведете. Добро вечер. Добро вечер. Би сакала само нешто кратко да кажам, верувам дека има и други говорници. Ги поздравувам гостите. Да, благодарам. Дали мислите дека треба да се воведе верска поука во образовниот систем? Никако. Јас моето дете го носам на балет, например, го немам во училиште. Дали мислите дека на вашите дете не му недостасуваат некакви основни вредности кои ги проповедаат различните религии, православието, исламот и така натаму? На филозофски план да, меѓутоа тука треба да се размисли кој треба тоа да го одржи предавање и со која наставна програма. Меѓутоа само тоа сакам да одговорам на почитуваниот нели представникот верските заедници господинот Петар, она што рече дека на децата ќе им е полесно и на родителите. Јас немам во училиште балет, го носам детето на балет. Јас немам во училиште шпански, го носам на курс на шпански. Значи ќе го однесам своето дете и во верскиот објект каде што ќе сакам да го земе тоа образование. Тоа дефинитивно не е проблем кога ние сакаме децата нешто да научат. Никако во училиштата. Благодарам, господја. Имаме ли друг гледач? Благодарам. Може да кажеш. Значи, ние во 60-минутен разговор, ако разговараме со исклучивост, во кој што ќе ги определиме личностите, кои што се атеисти, тоа значи дека се нешто виновни тие, што не се атеисти. Понатаму ќе ги квалификуваме комунистите како црни ѓаволи или како личности кои што се виновни затоа што нема веронаука, а во дали такво нешто и проповедано на вашата... И се извинувам Мелденовски, дозволете, дали такво нешто и проповедано на часовите по верска наука? Видите, мора да видиме конкретни јасни, дека атеизмот, тоа е општо познато, дека атеизмот не може да води кон прогрес. Кон прогрес, кога зборуваме за прогрес, еве ние како народ, православен или Европа, Европа заради христијанството е Европа, она што е демократска. Ако не беше христијанството, ќе беше мусулманска.
Не. Што ќе беше? Не рековме, ако е и муслиманска, ако е пак е добро. Пак е добро. Но ако е атеистичка, ќе беше она што беше со атеистичките земји, што се распадна атеизмот и комунизмот, што се распадна СССР, што се распадна Полска, Чешка, сите и тој блок на четвртиот свет. Тоа Франција пред 200 години говори комунизмот и атеизмот не беше демократија. Дали можеме да се согласиме дека беше натурено учење за да нема вера во Бога? Комунистичките партии во западните општества се легитимни. Пазете, во државата власт во западни држави. Не, комунистичките ворете, ама зборувавме за комунистичко-атеистички земји и комунистичко-атеистичко однесување. А тоа значи, еве само конкретно, во Русија, во времето кога се проповедаше таму атеизмот, држеа реферати по 40, по 50 минути за одумирање на државата и за атеизмот. Па можеше да се и беше забрането некој да каже едно Христос воскресе, за да се потврди дека некој поинаку Ќе ве прекинам. Последен блок реклами, размислете вие пред да завршиме со вашите последни пораки. Добро. Последен блок реклами, молам. Добро, како што рековме, уште имаме по една минута да завршиме овој разговор и да одјавиме емисијата. Почитувам оваа медиумска куќа и таа на минута ќе искористам, не прекршувајќи го времето. Само на кратко. Драго ми е што дебатиравме на оваа тема. Уште многу, нели? Многу. Да, претпоставувам дека треба да се отвори, бидејќи за мене ова прашање, иако е решено, очигледно не е затворено. Но она што сакам да го укажам, како сериозно размислување во овој поглед, е дека Република Македонија не е надвор од овој демократски контекст што се случува во југоисточна Европа, како одговор на напуштањето на претходниот еднопартиски систем, туку Република Македонија е и дел од европската традиција и не може да се оградуваме од она што е стандард во тие демократски држави. Тоа значи, упорното инсистирање во случајов, ќе речем, на една верска заедница, бидејќи таа е претежно гласноговорникот за воведување на веронауката во јавните државни училишта при простоење на можноста неограничено да ја врши во црковните објекти, упатува на сериозниот пристап дека ние ќе го нарушиме уставниот принцип на одвоеноста на државата од црквата. Тоа значи дека ќе дојдеме до ситуација да ја напуштаме секуларизацијата, неутралноста на државата и доколку се продолжи со таквиот пристап прво во ова образование, потоа од факултативно доколку стане задолжително и сето она што го кажав претходно, ни една црква, верувате ми на збор, ни Македонската православна црква, кога ќе влезе да ги земе државните полуги, тоа значи законот и уставот, нема да се откаже од моќта што ја има. Мислам дека македонската држава таа моќ на ни една црква нема да ја препушти. Очигледно дека се мисли дека станува збор и страф од Македонската православна црква да не стане моќна, силна, па да ја преземе и власта во државата, што е сосема спротивно на принципот на учењето на православната црква, зашто црквата е одвоена од државната власт, бидејќи учењето на црквата е ние не се занимаваме со државна власт, ние се занимаваме само со црковна власт. Тоа може кај другите верски заедници да биде застапено. Во православната црква епископите и црквата нема право како црква, како установа да биде двојбена, да биде и духовна, да има и духовна власт и политичка власт. Понатаму, ние ако продолжиме без верска поука во ова општество во кое што се наоѓаме демократско и така натаму, ќе се доведеме во ситуација, сега како што кажав, имаме некаде околу 20 до 30.000 абортуси, бидејќи не се воспитани нашите луѓе да верски дека тоа е штетно и опасно, ќе се доведеме до оној криминал што го имаме денеска во најголема мера, ќе се доведеме дрогата да биде не 50.000 души што ќе бидат зависници, туку да не речам и 80% од населението и така натаму, зашто единствено кој може да спаси ова наша земја без оглед на верската и национална припадност на луѓето е верата во Бога. Нема вредности и нема авторитет во земјата кој може да ја изведе земјата од
ова ситуација во која се наоѓа, освен Божиот авторитет. А тоа секако дека јас сум согласен и не е точно дека само ние се завземаме за верска полука, туку и другите верски заедници. И ако се завземат и другите, треба да им се даде, зашто ако со рамковиот договор се бара некој излез од кризата во која се наоѓа оваа држава, тогаш со она што го бараат верските заедници, секако дека ќе помогнат да се излезе многу побрзо од кризата. Благодарам. И благодарам на двајца што го прифатите предизвикот на диалогот и што учествувате во Зебра. Благодарам на вниманието и до гледање до наредната среда.